Ова утро разговараме за кариерата, односно за идните кариери на матурантите, бидејќи е период кога матурантите се подготвуваат да се запишат на високо образование или некој од нив и да се вработат. Анита Којчовска, моја денешна соговорничка, советничка за развој на кариера и може да добиеме одлични совети од неа. И матурантите, но и родителите кои што го слушаат ова интервју, па понатаму и да им пренесат. Но верувам дека родителите играат огромна улога кога треба да одлучиме која професија понатаму ќе работиме или идниве матуранти кои што добиваат совети од родители, баби, дедовци и така натаму. Анита, добро утро. Добро утро. Мило ми е што дојдовте кај нас, значи во нашиот тренинг центар во кој што правиме и кариерни советувања, значи индивидуално и групно кариерно советување, работиме и онлайн, така што многу е интересна работата и многу е интересно кога работам и со родители и деца. Токму тоа сакам да ве прашам, сами доаѓаат студентите или и со родителите? Најчесто кога се работи до матурантите, значи до таа возраст до 18 години доаѓаат прво со родител и доаѓаат на бесплатна инфосесија, ја викаме таа, се запознаваме, разговараме, дискутираме кој што сака, често родителот сака едно, детето друго, или е детето повлечено, родителот му влијае, и мене тука веднаш ми дава индикации каде и како да ја насочам работата. Потоа закажуваме уште неколку сесии, ама родителот не го викаме. Значи добиваме согласност од родителот, ако е малолетен ученикот, и се согласува дека се што ќе разговараме со ученикот останува меѓу нас. И си работиме квизови, прашања, почесто работам со отворени прашања, па кога ќе видам ќе се отвори, ќе се добие доверба во мене, работиме и користиме и формални алатки, користам пример ријасек, тест на интереси, има свот анализа, други интересни многу алатки, има и онлайн квизови кои тие си ги работеле претходно што ги интересирало, меѓутоа им треба стручно лице кој ќе ми ги објасни и кој ќе ги насочи. И тука веднаш да спомнам дека родителите ја прават најголемата грешка од добра намера. Да. Сакајќи да помогнат, тие го насочуваат детето, му влијаат за оценките, за идната професија. Ако е од семејство на адвокати, мора да биде адвокат. Ако е од семејство на доктори, мора да биде доктор, како да е некој непишано правило. Меѓутоа има и свесни родители кои што доаѓаат и велат моето дете знае што сака, само сакам да потврдиме. Добро. И со такви родители најдобро се соработува. Значи веднаш ми ја препуштаат работата мене и довербата е голема меѓу нас и соработката. И младите им треба само едно водство. Значи јас не одлучувам за нив, тоа е многу важно да го кажеме. Туку јас ги познавате талентите. По еден пат, значи јас не ги препознавам вака сега да се гледаме и јас да препознам таленти. Значи си користам и формални и неформални алатки и многу е интересно што се доверуваат и ме доживуваат како психолог или како професор или како наставник. Морам да спомнам дека долгогодишно искуство имам како наставник по англиски јазик. Сум работела во приватни училишта, во основно училиште во Тетово работев 16 полни години. Сум работела и во средни училишта и секогаш сум чувствувала потреба некако да им помогнам повеќе на децата, отколку да им ја објаснам граматиката и вокабуларот и текстовите и ајде ќе читаме и ќе преведуваме. Секогаш имале доверба во мене, иако имале класни раководители, а јас сум била во улога на класен раководител и верувајте сум уживала кога ќе ми се обратат мене наставничке, што мислите што треба јас да запишам средно, а зошто мене ми се обраќате, ќе ги прашувам? Па затоа што некако знаете да ни ги препознаете талентите и кога работиме англиски не терате критички да размислувам. И тука мене ме поттикна да размислувам јас како да направам некоја кариерна транзиција
со која што ќе допринесам секој ученик да биде виден, секој ученик да биде разбран, на секому индивидуално да му пристапам и да му помогнам да се пронајде себе си. Затоа што имаше одлични ученици кои што се запишаа поради влијание на друштвото, поради тренд, поради блискоста на училиштето, поблизу да било до дома, а зборуваме веќе за средно училиште, значи во ред и да патуваш, во ред и да се одвоиш од дома, или под влијание на родителите. Значи, оди медицинско, ќе си имаш занает, или оди дигитален маркетинг, нови смерови што се отворија во економските училишта и мислат дека веднаш тие му свршиле работа на детето, а не сака да учи. Па се случи ученици на кои што сум им предавала, поминаа 2 години од како веќе работам како кариерен советник, да ми се обратат за помош. Девојчето кој прво ми се обрати беше моја поранешна ученичка, морам да ја пофалам и неа и мајка и ги објавив и на мојот Инстаграм профил со нивните сведоштва. Не можам да навлегувам во детали, затоа што ние, нели, сепак деталите ги чуваме се лични и тајни, мислам за општо за секого. И се префрли од еден гимназиски смер во друг, поради тоа што успеавме со неа да направиме визија за наредните 5 години. Значи, не само што ги откривате талентите, ги насочувате, според оние тестови кои што ги споменавме и на почетокот, без влијание од други луѓе, освен родители, или има и други роднини, другарки, другари кои што може да влијаат, убаво кажавте вие, каде е популарно таму. Верувам дека овие совети ќе ги искористат и ќе ги применат идните матуранти, но и возрастните кои можеби сакаат да направат некоја промена, исто како и вие. Рековте 16 години сте работеле во образование, сте сватиле дека тоа не е таа професија во која што сакате да останете и сте направиле пресврт. И морам да кажам за крај дека кариерата според мене не е работа или професија. Кариерата е дел од животниот процес кој го поминуваме. И јас, како што често сите ме препознаваат по тоа, јас викам животот и кариерата се ролер костер. Значи, одиш угоре, одиш удолу, секогаш треба да си спремен на промени и да прифаќаш и да учиш цел живот. Затоа што учењето не завршува со факултетот или со средното училиште. Благодарам за одвоеното време, верувам дека советите ќе ги применат сите кои што ги споделивте овде. Благодарам многу.